5 повредени од пожарот во дискотеката во Кочани се враќаат во Македонија. Станува збор за пациенти кои биле хоспитализирани во Шпанија и Грција. Според протоколите, сите пациенти кои се враќаат од странските центри ќе бидат по 24-часовен мониторинг на скопските клиники, а со одлука на лекарски конзилиум ќе може да бидат пуштени на домашно лекување. За сега планираме да ги прифатиме овие пациенти кои што ќе дојдат низ клиниките. Во меѓувреме ќе видиме, веќе имаме понуди, го кажав тоа вчера, од одредени држави, тие што се потешки пациенти и на кои им треба рехабилитација подолго време, евентуално да престојуваат подолг период, можеби тие што се најкомплицирани за рехабилитација, можеби и надвор од државата, меѓутоа и тука планираме да направиме во внатрешноста некој центар за пациентите на кои што ќе им треба подолга рехабилитација. Четворица кои се лекуваат во странство и натаму остануваат во многу тешка состојба, информираше Таравари, но како што рече, состојбата на тешко повредените кои се во странските центри се менува од час во час. Четворица пациенти продолжуваат да се во критична состојба, меѓутоа за сега стабилна, меѓутоа да бидеме внимателни во тоа што го кажуваме, вите флуктуираат состојбите, така да ајде да видиме, се уште продолжува 4 пациенти да бидат во многу тешка состојба. Првиот пациент од Македонија, Дарко Стојанов, кој по трагедијата се лекуваше во Белград, вчера се врати во земјава. Имало се котини и опекотини, но по третманот е вратен во добра општа состојба и по укуси од престојна токсикологија, како што налага протоколот, ќе биде пуштен дома. Неговото пристигнување во татковината го сподели со емотивна порака на социјалните мрежи. Тој се заблагодарува на целиот македонски народ за, како што вели, солидарноста, емпатијата и храброста која ја добива. Физичките рани и лузните на телото ќе останат, но веќе нема да крварат и нема да болат. Благодарение на Бога јас бев еден од посрекните кои што се спаси таа траорна ноќ, но огромен дел за жал ја немаа таа среќа. Болката да се изгуби некој во тој пекол ја почувствував и јас. Тоа е рана која никогаш нема да зарасне, раната на душата која ќе крвари во мене до крајот на мојот живот. Во домашните болници се третираат 23 пациенти. Повеќе од 20 се испратени на домашно лекување. За период од 2 недели, здравствените власти очекуваат половина од пациентите кои се на лекување во странски центри да се вратат во Македонија.